Најнапред сакам сите да ве поздравам и да ви посакам посебен саботен благослов денес, бидејќи денес е Јом Кипур, денес е саботата над саботите, денот на помирувањето. Не знам сите вие кои што на некој начин предонесовте да се одложи светата вечера за денес, верувам дека никој од вас не беше свесен дека денес е денот на помирувањето. Значи, послуживте да се исполни Божијата намера и промисла денес да имате света вечера на денот на помирувањето. Верувам дека тоа е една прекрасна прилика денес да се помириме со Бога. Денес да се помириме и меѓу себе. Бидејќи на тоа не повикува апостолот. Тие зборови ќе имам намера да ги прочитам во второто послание до Коринтијаните, 5 глава. Но пред да ги прочитам, се сеќавате дека во една прилика, зашто зборува Марко во втората глава од своето Евангелие, Господ Исус на еден фатен, парализиран, како што се вели, на носила од покрив спуштен во домот на Симон Петар, му рекол: ти се простуваат гревовите твои. Не го исцелил веднаш, току му рекол: ти се простуваат гревовите твои. Ова нешто, како што читаме, беше фрапантно и соблазнувачко, скандалозно за евреите што слушале, бидејќи извештајот ни вели мнозина во своите срца помислија: што овој хули на Бога? Зошто евреите сметрале дека Исус похулил на Бога со тоа што на некого му ги простил неговите гревови? Кажал такво нешто. Самите тие велеле, зашто кој може да опростува гревови, освен кој? Освен единствениот Бог. Знаете кога евреинот во Стариот Завет добивал простување на своите гревови? Сите евреи за сите своји гревови добивале простување во само еден ден од годината. Денот на помирувањето. Тоа било старозаветната прочка, ако сакате. И сега одеднаш некој, и уште повеќе замислите, некој што не бил од рабинските школи, некој што не бил теолог, некој што бил дрводелец, му вели на фатениот: ти се простуваат гревовите твои. Не било Јом Кипур, не било ништо, може би не било обична сабота. Тоа беше нешто скандалозно. Меѓутоа Господ токму затоа дошол за да ни донесе вистинско простување на гревовите, бидејќи и тој Јом Кипур еднаш годишно не бил тоа. И тој само упатувал на она што Господ го направил од крстот наваму. И затоа апостол Павле вели, да ги прочитаме тие зборови, второ послание до Коринтијаните, 5 глава. Во 19 и 20 стих, згодно и 18 да го прочитам: а се е од Бога, кој не измири со себе преку Христос и ни го даде служењето, или ни ја даде службата на тоа измирување. Затоа Бог го измири светот со себе преку Христос, не земајќи ги предвид престапите на луѓето, и го положи во нас
апостолите, словото на измирување. Па така, ние сме Христови пратеници, како Бог да зборува преку нас. Ве молиме во името на Христос. Помирете се со Бога, вели апостол Павле. Би сакал оваа порака да остане врежена денес во нашите мисли. Ве молиме во името на Христос, помирете се со Бога. Ако тоа се уште не сме го направиле, денес е се уште време тоа да го направиме. Дури и ако се симнеме долу на мијање нозе, ако до тогаш се уште не сме го направиле, се уште е време да го направиме. Затоа ви посакувам еден посебен благослов денес. Да го доживееме оне што апостол Павле не моли да го направиме, ако тоа се уште не сме го направиле. Бидејќи ништо не вреди ако не сме измирени со Бога. Тогаш не постои никаков благослов. Ниту во сабота, ниту во црква, ниту било каков, ако не сме измирени со Бога. Ова сабота е за мене исто така посебна, што ме израдува Даниел Николовски кога влезе во сала. Тоа е Благојче, се разбира. Дизајнерот на големата борба. Не го очекував, па уште повеќе ми додаде мене барем на радоста во денешниот ден. Би сакал, освен овие зборови, што веќе ги изнесов, само накратко да ја довршам мислата од претходната сабота, бидејќи зборувавме за свадбата на јагнето и бидејќи тоа е тема која што многу одговара исто така на овој свет обред, бидејќи самиот обред вечера Господова, самата причест што Господ ја востановил на последната Пасха од својата земска служба, според неговите зборови и според зборовите на апостол Павле, што ќе ги читаме подоцна во 11 глава, упатуваат на кој настан? Упатуваат на еднината. Упатуваат на една Пасха што ќе се случи во Божието царство. Упатуваат на една вечера што ќе се случи во Божието царство. Која е таа вечера? На 2 јануари 2007 година во капелата во Хартланд коледжот имав проповед. Прв пат тогаш ја имав проповедта под наслов токму истото Евангелие. Подоцна ја проповеда во повеќе цркви во околината, меѓу кои во црквата на братот Рейде Карло во Мериленд. А се разбира, кога дојдев тука и тука проложив со тие теми. Таа проповед подоцна слушнав дека многу се зборело за неа по ходници, по состаноци, по одборски седници и така натаму. Беше доста контроверзна, а се сеќавам исто така дека не долго време потоа, некаде околу летото, истата година, од страна на конференцијата дојде забрана повеќе студенти од Хартланд коледжот да не проповедаат по локалните цркви. Не можам да кажем дали беше заради овие мои теми тогаш, или воопшто, но може би има врска, бидејќи во една друга црква, во
црквата што се викаше Стафорд, Вирджинија. Беше присутен без моје знаење еден висок службеник, но пензиониран од Генерална конференција. И тој ја слушаше таа проповед. И подоцна разбра дека му се јавил на пасторот да го критикува зашто пасторот дозволил јас да имам проповед. Значи, јас не сум познат за тие луѓе, меѓутоа темата за вистинското Евангелие ги вознемирува сите оние кои што веруваат во лажното Евангелие. Но интересно е што и во самиот Хартланд имаше луѓе кои што не беа комотни во врска со таа тема. И пред се имаше конкретно еден приговор во врска со еден стих што тогаш го прочитав, а тој стих се наоѓа во Откровение 19 глава. Би сакал да го прочитам сега. Откровение 19 глава. Ке почнеме да читаме од 5 до 8 стих, а потоа ќе го прочитаме уште еднаш 9, што го читавме и минатата сабота. Значи, од 5 до 8 стих, Откровение 19 глава. А од престолот излезе глас, кој велеше: фалете го нашиот Бог, сите слуги негови, и вие кои имате стравопочит кон него, големи и мали. И чув глас како од многу народ, глас како од многу води и глас како од силни грмотевици, кој велеше: алилуја, зашто се зацари Господ Бог, Вседржителот. Како би било да го чуете ова? Да се радуваме и да се веселиме и да му оддадеме слава, значи продолжуваат оние гласови кои што тоа го велат, бидејќи дојде свадбата на јагнето и неговата невеста се приготви. Многу интересно. Јас се разберат ги применив овие зборови на Христовата црква. Дали бе во право? Која е неговата невеста? Што вели 8 стих? Значи, прво се вели: дојде свадбата на јагнето и неговата невеста се приготви. Се разбира, нито една свадба нема да се случи ако невестата не е подготвена. Што чека Господ да се случи за да дојде свадбата на јагнето? Да се приготви невестата. Кој треба да се приготви? И се даде, вели 8 стих, и се даде кому на невестата да се облече во чист и светол висон, се вели тука. Имате ли поим што е ова? И понатаму сега продолжува Јован и вели: а висонот е праведноста на светиите. Кој е тој што треба да се облече со праведност? Новиот Ерусалим треба да се облече со праведност? Господ рекол: одам да ви приготвам место. 2000 години му требаат на Господ да гради станови, да дзида, не баре тој е масонот, а не овие тука. Се разбира, не. Црквата е таа што треба да се приготви. Црквата е таа што треба да се облече во неговата праведност. Црквата е таа што кочи. Црквата е таа што не е се уште подготвена. Но сега, истото откровение, истата оваа глава и подоа 21-та, сугерираат дека црквата се поканетите, гостите на свадбата на јагнето и дека новиот Ерусалим на вистина, како што читавме во 21-та глава, е неговата невеста. Еден службеник на Харланд коледжот
ми испечати еден лист, ова е истиот тој лист што тој не го испечати, со еден куп цитати од Духот на пророштвото, за да ми докаже дека јас грешив, дека црквата не е невестата, како што сугерирав читајки ги 7 и 8 стих. И тоа се тие цитати што ги читавме, повеќето од нив од големата борба, мијатата сабота, и сега нема да ги повторувам. Но би сакал да одговорам на прашањето. Дали Библијата противречи на себе си? Кога од една страна црквата ја нарекува Христова невеста, а од друга страна Новиот Ерусалим го нарекува Христова невеста, се разбира не. Кога Јован гледа Новиот Ерусалим како се спушта од озгора, не го гледа како празен град. Туку го гледа како? Со сите спасени во него. Значи црквата е таму. Добре, тоа не беше проблем. Но ајде уште еднаш 9 стих. И ми рече, напиши, блажени се поканетите на свадбената вечера кај јагнето. А ми рече уште, ова се вистински Божји зборови. Дали се поканети на оваа свадба? Дали би сакале да бидете поканети на оваа свадба? Верам дека секој еден од вас бил поканет еднаш и бил присутен барем на една свадба. Јас дори бев и кум на една. Меѓутоа, дали би сакале да бидете присутни на оваа свадба? Дали би сакале да бидете поканети на оваа свадба? Радостна вест е дека сте поканети. Сите се поканети. Господ вели, мнозина се повикани, но малцина се избрани. Зошто е тоа така? Од кого зависи тоа? Господ сите ги повикал. Зошто малцина се избрани? Зашто малцина се отповикале, малцина го прифаќаат тој повик, малцина веруваат. И за жал, од секоја генерација, малцина ќе бидат присутни на таа најсвечена, најславна свадбена вечера. Но сите заедно од сите генерации, тоа сепак ќе биде мноштво народ, кое што никој нема да може да го изброи. Според Библијата е известно дека Господ ќе има своја невеста. Дека црквата ќе биде таму. Црквата како црква. Прашањето е дали јас ќе бидам таму, како поединец. Со мене или без мене, црквата ќе биде таму. Но дали јас ќе бидам таму, тоа е друго прашање. Зато Библијата прави разлика помеѓу црквата, општо, и помеѓу поедините верници во неја. Кога црквата општо, заедно, се зема во предвид, целата црква заедно, сите спасени, сите верници од сите векови, тогаш тоа е Христовата невеста. Невестата сигурно ќе биде таму. Нема свадба без неја. Но, кога се работи за поедините верници, дали јас ќе бидам таму, тогаш црквата зборува за верниците како за поканетите, како за гостите на свадбата. Затоа не постои контрадикција. Црквата како црква сигурно ќе биде таму. Сигурно ќе има спасени и веќе има во Божјето царство.
Но дали ние како поединци ќе бидеме таму, тоа е друго прашање. Затоа црквата сите заедно е Христовата невеста. А верниците поединечно се што? Поканетите гости на таа свадбена вечера. Затоа е потребно да ја поручуваме малку подлабоко и Библијата и да не мислиме дека ако нешто знаеме од некои цитати, од големата борба или од некоја друга книга, дека со тоа можеме да побиеме и да оспориме нешто што е исто така подкрепено од духот на пророштвото и се наоѓа во Светото писмо. Јас би сакал во следната на овие зборови да се подготвиме достојно за овој свет обред. Бидејќи времето на подготовка се уште не е истечено. Токму затоа постои обредот на понизност или мењето нозе како подготовка за самиот чин. Забележавте, Библијата зборува за свадбената вечера на јагнето. Зошто тоа? Зошто таа пасха во Божјето царство? Зошто таа причест, идната причест во Божјето царство е наречена вечера? Зошто не е наречен ручек? Зошто не е наречен појадок? Затоа што Библијата сака да не подсети на времето кога прв пат Господ ја востановил причеста. Не само вечерта пред да биде уапсен во Ерусалим, туку затоа што и со децении подоцна црквата секогаш се причестувала во првиот век на вечер. И ги имала своите гозби на љубовта на вечер. Тоа било вечера, затоа се вика Господова вечера. Таму во Божјото царство нема да има ноќ. Меѓутоа, сепак е тоа наречено вечера. Господ вели, тропам на вратата, чукам, за да направи што? И тоа е токму пораката упатена до Лаодикејската црква. Еве, стојам на вратата и чукам. И што вели понатаму? Кој отвори, ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и што ќе направам со него? Ќе вечерам. Зошто ќе вечерам? Некој велат дека вечерата била, ако ти дојде гостин на вечера, ако ти дојде на ручек, не е нешто многу, не мора да биде некој многу близок. Но ако ви дојде на вечера, тој е некој, тој сигурно ќе преспи ако иде на вечера. Тој е сигурно некој кој што е по-интимно близок, по-сакан гостин, да речеме, од било кој друг. Христос зборува за вечера затоа што сака да биде интимно близок со оние кои што ќе му отворат врата. А токму тоа била причеста што тој ја востановил. Тоа не е само духовно. Тоа може да го имаме. Духовното може да го имаме секогаш, во секој момент, секој миг. И кога сме сами, и кога не сме во црква. И дури ако немаме пристап до Библијата, со молитва, со Светиот Дух, секојаш можеме духовно да бидеме соединети со Христа. Но да бидеме телесно соединети со Христа, тоа не го можеме секогаш. И не го имаме секогаш. Бидејќи самиот Христос не е присутен со тело на оваа земја. Па сепак, во светата причест, Христос го овозможил токму тоа искуство. И христијаните тоа од секојаш така го
верувале и така го ценеле и го почитувале. Затоа да ги повторам уште еднаш зборовите на апостол Павле и со тие зборови сакам да ви испратам долу во долната просторија. Ве молиме во името на Христос, значи Христос ве моли, помирете се со Бога. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Ке ги замолам прво нашите сестри, а потоа останатите да пристапат во долната просторија на обредот на понизност или обредот на миење нозе. За тоа време, замолям се сите други да го чувате мирот и тишината на овој молитвен дом.